Ова се снима на правилното време пред дедлайнот. Да не се секирате било кој што не слушате. И ќе искочи таман на време. Таман на време, перфектно. Кога сите веќе заборавиле. Паркшима. Нема епизода. Паркшима импресии. Така Паркшима рековме. импресии. Збориме за Дфест. Да, фест. Што бевме на Дфест од 1 до 3 јули. Така, и ово на време го снимаме. Да, ова е скроз на време. Скроз Ова е точно. 4 јули уже. 4 јули? Да. Снимано. Така е добро. Така. И скриптата чеки да Често. што ми пиша газдиве. Као ти си помина? Како јас си помнам, не, прво правим, ова го правиме, не знам дали го кажам или ќе го кажам, може ќе го изолам. Директивно. Го правиме пошто планот со Дфест беше да снимаме квази интервјуа, подкасти со некои од артистиве, уметници што настапуваат. Не успеавме тоа да го направиме, Не стигнавме и не дека само пиевме и се журкавме. мада и тоа. И играш улога, ама не е целосната прича. И ова ни е као некој начин да кажеме што се дешавало и како било и све тоа. Да, ова е као таа порака на твојата бивша утре наутро после журка или кршпијан која си ше пишуваш. Будна си. I miss us. Сега тоа е I miss us. Да, затоа е причината, мислам као јеби го, се десија некои ствари, не успеавме да снимаме со артистите како што беше план. Имаме некои, како да кажам, мини интервјуа, коментари од публиката. Зашто што се деси таму? Газите на скала не провоцираат. Немој така, не. Илуминатито на Македонија не спречи да ја добиеме вистината од гостите. Да. Као сенките позади влада и позади собранија ги мрднаа нивните конци од онака марионети и као одинеш не спречија комплетно. Не, окей. Истината е дека не се погодивме со организација како што треба. Не би рекол од двете страни имаше некои малце компликации, не успеавме да дојдеме до како да кажам разбирање и до конкретен договор за што би правеле и како би правеле. И пробавме меѓувреме да се договараме со некои од артистите, како на страна, како ние сами. Мислам дека малце успеавме, али не до крај. Малце успеавме, ама мислам дека мотивацијата изумре кога веќе почнавме да се договараме и 20, мислам при крајот на последниот ден се деси. Да. Немавме веќе мотивација баш многу да направиме нешто. Не. Да, и компликација и пошто нели и артисти веќе не се 24/7 слободни, кога не се таму да се журкаат, него Не ги чекаат паркшему соба да, пред настап или после. него треба и тонски да прават и треба, не знам, маркетинг што и да е. Други интервјуа, да со побитни луѓе, него нас. Со кои побитни луѓе, бе? Поентата е дека како вложивме ресурси и време и све за да идеме таму, почнува вистина целта не ни беше да се журкаме или да искачаме. Да. Не беше за да ние да го уживаме фестивалот, туку беше кој да збориме со артистите и слично и да не знам, нешто за нив да откриеме или нешто интересно да ни кажат. Да би да донесеме артисти што не би ги слушале обично, мислам не Да, музички, да. него по форма на интервју кај нас, пошто реално кога ќе добие шанса да Факин Кошин да имаш Кошин или интервју. Джулиан Марли или Да. Марки Рамон или не знам, Жу, као многу имаше луѓе што ќе имаше како интересен контент, ама јеби га не се деси. Не се деси, пошто организацијата не испадна како што треба, немаше добра комуникација од двете страни и малце заглавивме таму. Тоа 47 мислам дека не знаевме дали ќе биде или ќе биде. Да, на штрек бевме нон-стоп. Кој чега може сега ќе пишат и сега ќе не викнат, па треба да трчаме по опрема до хотел, па ваму, па таму, па да се местиме, па испотени по 1000 степени. И Нека испадна само спотен место. само испотени пие. Многу пијани. Shout out to Short Bus, многу добри коктели. Што бас, ве сакам. Многу ве сакам, искрено. Гомна јадење на сайд за настапувачите. Да. Импреси?
Па не знам, окей, не знам, пред да стигнеме, некако бев ко и рандом настапувач. Каптен беше наштракано. Мада, кога си екшури таму, може да имаше некоја смисла. Не дека, не ми се свига баш тоа што го делат. Например, има бендови у 11 сабајле. Као, what? Тоа е fucking weird, пошто као... Има две страни од ова. Едната страна е као луѓето што се доени и имаат изнајмено смештај, нема да станат да ги слушаат тие бендови. Да, Као треба да си нема у да камп. стане. Треба да си у камп. Ако си у камп, ќе спиеш. И нема да сакаш да ги слушаш тие бендови. Па добро, бина ти одма до шатор, кога ќе станеш, дали сакаш или не. Ама не, тоа сакам да кажам дека твојот менталитет во тој момент не е леле брат, морам да станам да ги слушам Corrosion или нешто, како многу сум хайп, тоа би било holy fuck, сакам да спиеме, боли глава. Као зашо ми ечи у позадина као бенд некој. Па вајда не... Вајда многу бендови стварно е пект, ко мора негде да ги ставиш. Може направат по-болја сегментација кај што полабави бендови се порано во текот на денот, тие што се поинтензивни или по-одредена атмосфера што евоцираат да се за покасно. Да, пример, Corrosion и Хајка, мислам дека беа са бајле. Да, са бајле беа као накај колку 11-12. 11, кога нема поента. Да. Као тоа викам, кој ќе ги чуе, наистина ќе ги слушнат луѓе што се у камп, ама нема се расположени за да ги слушаат. Ама и они ќе се спијаме. Да, и они Да, и тоа. кутрите треба да станат у кузне колку сад за тонска да прават. Да. Кој суо беше, знаеш, дење, нема многу луѓе, Да. не можеш да пиеш у 11 сабајле. Што можеш, али не можеш да се начукаш. Мој така. Али, некако освен последната вечер што траеше до 6 сабајле, другите завршува у 1. На 1-2, да. Као мрдни све нагоре, нека заврши првиот ден у 5. Ама да нема у 11, свегаш. Ја. Почни у 4 попладне, заврши у 4 вечер. Боја Тоа за е сите. многу окей, као 12 сата контент имаш 12 Што за сата мейн на стейдж стапува. како и да ја ќе идеш, братко, нема да Да. не идеш пошто нема друго више. Е dead point. А чекај, во распоредот тоа кога мейн стейдж беа, како да кажам, активни, кога се дешаваше нешто на мейн стейдж. Добро. Се дешава у позадина и други ствари? Да, имаше на камп Lake Awake, мислам дека секоја вечер некој DJ, докато се дешава мейн стейдж. Тоа е Али окей. последната вечер го имаше у исто време, али последниот беше не на мейн, него на у кампот на Lake. Ја. Мене тоа само едно ми е многу криво за church stage. Да, не Пошто као отидовме е- ни еднаш. Ама на не, чест. ние требаше да не требаше, ама префериравме да дремеме у кампот, пошто кога можеме со луѓе да правиме мове да снимаме нешто повеќе и плюс владничко. Испаднат на church stage многу добра музика имала као сабота или петок. Да има Попладне, као да е shit fucking rave tier shit музика што била феноменална. Кога гледав снимки, криво ми беше што као не отидов таму, а вика главните настапувачи се тука, кога може тука треба да седам да слушам, уствари као тоа што ја го преферирам, што ми се свија било горе. Да види, може да се шеташ и да видиш што е за тебе, али да не Ама отидовме. не е толку добро, блиску е, ама не е баш најблиску за да можеш да Да. И лабок е скокнам онака од друга страна на улица и скроз онака друг настапаш е малку као по скали да се качам за church stage, па се симнам да видам у камп што се дешава, па кога не ми се свија камп ќе треба да тркнам не знам каде, па не знам. Да, и тоа све на 40 степени. Да. Ше. А знаеш дека имаше дешавка, имаше као малце да онакво дешавка за чрч, зашо македонци веривале у црква. Кога ме, тоа е no, big no for church. Мислам дека не е ни у функција више таа црква, само е празно. Не, празна е, гледав као таза фарба на бело, Да, нешто не, беше не е дека стварно религиозен објект. Мада и да е, како голема работа. Али окей. Многу има за зборење тука, има, тоа е посебна цела епизода за религија и као не знам, фестивали и журки и такви ствари као. Зато објекти, ако е добра акустика, да што спред видеата изгледаше добро. Зашо не? Те свакам, ја би рекол као, ако е напуштена црквата, ако не се користи во никаков случај веќе, Да. и одржаваш таму журки или настани или шо и да е, тоа е окей, според мене. Ако е се активна црква и нема ни да ти да кажат да. Да, Пошто тоа пак баш. може да се оштети нешто, може да се скршат ствари и све, ако е само бетон шо ќе направи тие tweaked out рейвери, кога нема ни сила картон да скршат, а не па дупка у зид да направат. Ја.
Да, не верувам дека нешто штета се деси или било што, сега може тоа што викаат религиозното значење или почита на такви ствари, ама како Религиозни фанатици, свето. колку дефредски го видиш ти. Без сигурно. Не знам да првиот ден што имаше, бе. Ајде да видиме што имаше. Че, ја вака ќе се спасам, не знам за тебе, Господ нека те штити. Јас сум крштен со 5 попови, само да знаете. Јас сум покрен. Парк Шема, дојден, The Fest, прв ден. Рандом соучесник што го најдовме од... Не го знаеме уопште. Скоро рандом е. Зашто дојде на The Fest? На The Fest доаѓам после 3 или 4 години, значи 2018 сум била прв пат, доаѓам за добра музика, добро друштво, пиво. Нешто интересно да се случи во животот. Че ова ти е втор пат? Да, втор пат доаѓам, втор пат не сум у камп, ама можеби некоја следна прилика камп, која ќе биде кампот малце поголем. Да, треба да е поголем, ама доста интересно. Како си задоволна со лајнапот? Лајнапот ми се допаѓа, затоа што се што сакам да одам и ќе одам, ќе биде вака ноќно, вака преку ден сум нека многу топло за овој период. Ама сигурно ќе идеме на нешто скрос сакам да одам на нешто скрос рандом, бидејќи имам многу српски бендови што сакам да ги чуам, што се скрос рандом, никош не сум ги видела, све истражив, све е видено, све е документирано. Имам као репертоар што кај ќе одам, која ќе одам. Све што треба да се иде. Освен српските, имаш некој што е птен, најмногу сакаш тој да го видиш? Сега го слушавме Марли. Джулиан Марли, да, и следно како се викаше Анфиса? диџејката. Да, и има едни двајца на Church Stage што се утре, таму планирам да окапам, знам дека е претопло таму, ама од 5 сат до 7:30-8 се таму, планирам да умрам, ама таму да видам. Си исплаќа, значи. Се исплаќа, дефинитивно. Прва типа што диџејува е прекют, после таа типката што диџејува Кенија е исто така преака, така што таму ќе видам. Nice. Таму ќе видам. Дали ќе си иде пак на The Fest на година или кога да ќе има? Сигурно. Јас сум уште многу млада, бар до 25 килам на The Fest. Шалам се, no offense. До 30 слободно, нечки до 30. Post-production постои, ќе средиме сега. Парк Шема, The Fest, нешто друго? Прашање? Слушате обавезно на YouTube, многу се добри дечките, поздрав. Прв ден петок беше така, први. Да. Да, што ги спомнавме Corrosion ги фативме на Smooth Stage, што беше код директива. Corrosion се нови предпоставам и Мислам дека се не нови, ама не ни стари. Мислам дека дечките кои ги слушав и ги гледав како млади изгледа. Да, изгледа млади. Не знам, окей бе. беше. Окей, не нешто вау, али го. Yeah, it's right. Кога пошто читав на ДФ страната кога описи, кога ги опиша како noise rock, мислам дека ти спомнав. Океј, да, тоа го зборавме кога слушавме дека не е noise rock, Немаше некако поврзна точка со noise rock, али беше како Мек Демаркович, само малце поагресивно. Да. Така би го опишал. Други не фативме многу првиот ден, пошто тогаш стигнавме, нели се бајде, Тогаш чекавме дали ќе интервју снимаме, да па правиме дали со нема да гостите. снимаме, па све тоа. Да. Така да, криво ми е Луфтханза што ги утнав, не ги фативме Луфтханза. Али, ја. Сигурна епизода. Да. I'm winking. Не се гледа, цвика дали. Да, I'm многу winking. winking затоа. И после буквално вечер додивме на мейн стейдж. За Даголот, Джулиан Марли. За тако беа добри. За тако легит беа добри. За човек што не слуша ништо поврзано со македонска музика до пред некое време и воопшто македонски рап, за тако беа holy shit. Да, Многу бев знае публиката да ја хајпат. Игра со публиката како онака не хајпа, ајде вака направите, како нешто си прави коментари, си збори, ако не знам, многу убава интеракција беше. Да, Јас се осеќав онака хајп ти онака. не си ги чул никад пред тоа. Не, никад. Така, Многу тоа ми е се добар свигаше. знак. Yeah. First impression за нив кога лайв што ги имам чуено и општо многу беа добри. Да, скроз. И вас ве чекам. Wink на микро пак. Лојалноста е мит велат и дека е само фиктивна надеж дека до тебе ќе седат. А смеам да констатирам дека лојалност е Джулиан Марли, реге,
Може да Не знам отидам што на друго рент? да кажеш. Отидам на рент. Перо и Марко ќе иде на рент. Марко иде на рент. Регија музика е најдосадната жанра на музика што имам чуено во мојот живот. Буквално истото темпо, истата гитара, истиот вокал, секад истото се повтара. Буквално како што вика луѓе, шедат го како хаус музика е на 140 BPM темпо и само тоа е неинтересно. Не, fuck you, регија е подосадно. За секој Не, е подосано од хаус. Да. Не. За секоја хаус трака што звучи слично на друга хаус трака имаш 50 джанаци, извини, 50 weedheads reggae guys. Гонџа суфи, love, one love, не знам што, истото се повтара константно. Кој е поентата? Боб Марли ја перфектира уметноста, што правите вие веќе? Као само кавери правите, полесно ќе биде, барем знам дека е добро. Океј, толку. Жустр, вака за Но- ДФС да збореш. И изодив цела енергија тука. Истото е, истото е. Истиот BPM. Не ја скинат за... Копирај. Ама пак ја мислам дека добро. Да не рентам веќе. Да бе фане, не. Фане? Да познаат која песна е. Ќе Ама речат мене- сите. Не, фане, ама мене многу ми истрипа зошто кога завршија Задаголот, Добро. од хајп, рап, хип-хоп, многу онака, како да кажам, активен бенд или активно артистично настапуваат на толку лабо. На толку Да, лабо. имаше многу такви моменти кај што О, не контраст си беше одговара. Обратно на фестивали. Малце регија, Да те опушти и да. се надуми и после... И после, да. Па вамо беше обратно, не знам зашто. Да, Оставија оно- втор. Кога требало прв да го стават. Онака лабо и после идеме. Дали, Што и да идеме. дали го вида од некој интервју за Джулиан Марли за The Fest. Не. Има квот, некој го стави на Facebook, го видов. Мислам дека еквивалентот ти подкажал на... Ми се чини дека на македонците им се свиѓа регија музика. И да им се свиѓа Гана или нешто така беше. Аха. Така, вау. Океј, па не. Ја. You gotta do it, како тоа е, ја. You knocked it out of the park. Не знам, океј, таква музика за фестивал за да се олабаеш, кога не е дека... Ја гледам како денска музиката. Регија можна. музика е денска музика за кој Можна. Да. уживаш на плажа, која чекаш или кога што ден вика кога го чекаш друг по хајп, по енергетичен настапувач. Да. Плажа. Да, пијачки. да. А вака на вечер стојат сите и кога со пиво у рака или не знам водка Red Bull у рака и I don't know. Рундек и екипа не ги гледавме, али... Како не ги Сме ги гледали. Сме ги гледали. како не ги гледавме? Ние бевме цело време таму. Не, нешто отидовме, не знам кај. Оу, кај паркингот седевме. Можна. Еден момент као некој 30-40 минути кај паркингот А бевме. може и отидовме на друга, пошто имаше Се диџеј пребацивме? некој технарици. Дорфмајстер беа као Дорфмајстер на крај. беа последни, да. Да. Крај. Ама тие мислам дека тие не ги фативме, мислам дека тие се пребацивме кај кампот после. Можно е, да. А кај кампот некој диџеј беше, не ми текнал кој. Кај кампот, Кај Lake Away. Ликовик бил Сашо Узун, Б2Б Флудер, некој диџеј. Pretty good беше. Да, Ти не, си не ми отида текна. тогаш, мислам, Да, дека се може. пребаци негде, ама pretty fucking good. Абе, за прв ден окей. Не знам. Онака, малце раштракнало, што викаме, за да го На под сегде, Джулијан, да. па ваму се диџеи, технарици, ово, оно. Али да, дека единствено што ми е криво што не ги фативме Луфтханза и тоа е тоа. Другото беше ајд. Ај, Пак ще има ден 2 на Дъфест, тука сме со Симон Палито. Кога си појаш Симон? Много е јако, морам да кажам. Прв пат, колку пат? Не, пети пат. Прв пат 2015 овдека, и после тоа 2016, 2018, 2019, значи пети пат ми е ова. ветеран на 22, да. Од првите води онака. Како ти е кампинг искуството вака? Со 5 години? Супер. Најважно нешто што треба да се направи да се најде место каде што се избегнува сонце са бајле од 5-6 изгеј сонце до 11. Да не се печеш наутро. Тоа зезнува најмногу. Тоа зезнува. Што денес што сакаш да видиш од настапот? Денес појма немам. Сакам да ги дзирнам допе куќата, другарчиња ми се поздрав да нив има. Сакам да дзирнам на мейн стейдж хладно пиво, Рамонс да видиме како ќе биде. Вчера, на мейн, на првите. Од вчера на мейн,
Беше прилично, за мене беше прилично лабаво на мен, значи немаше нешто за мој вкус многу. Повеќе ми беа Lufthansa тука на Москито крузер правење, така што шаут до Lufthansa. Лудница дечки се. Денеска исто хајка, многу добра акција, константно движење, константна енергија. Така што од младите бендови морам и нив да ги препорачам. Препорачуваш на тој фест да идат луѓе? Секако. Секоја година ако се може да се одвои 5 дена слободни, ден пред фестивал за отварање на камп, ден после фестивал за трезнење и пакување и пат. Јадете мрсно после пиење за да немате hangovers, тоа ми е многу важно. Учете деца, верови работи, искуство, овако искуство кажам. Day 2! Ден 2. Ау, само да кажам. Мора да спомнеме. Да. За Билбе што ќе иде во Дојран, мора да седнете во Фуктак. У Да, ресторанот. смената кафана. Да, кафана, устори. И да нарачате грчко сирење у фурна. Да. Доста гладен сум. Нарачи си се едно грчко О, да, сирење. добро беше. И го нема на меню. Да, ова беше оф меню. Ова е off menu VIP парк шема. Вие сте дечките од Парк Шема. За вас е едно грчко сирење. Учесниците од постелот. Да, само за вас. Од флаерот. No, на флаер. Па. Готово. Па како? That's how, Орден. that's how pick up chicks, ке однесам The Festival флаерот со години унапред. Ја бев тука, знаеш парк шема. Год вид којаш 2 сати. Не, и сронато со дупка од цигари, подејано пиво и така. Ја бев тука. Да, и тука на крај најдоле. Тука сме види. Day 2. Ден Како 2. си поминавме? Smooth Stage, хајка ги слушавме од надвор, не ги фатевме внатре, Ја. али според тоа што слушавме окей беа и многу луѓе им дојдо. Кога Ептен Ај, што беше беше гужва, како што памтам. Ептен гужва. Мислам најгужва што можеш да имаш у 11 бајле на Smooth Со Stage. полумртви зомбиња од Да. неке стои публика. Но имаше хајк, имаше. Ја. Jesam neka mašina. Jesam neka mašina. До куѓа да ги фатевме на Москито. Долго беа многу добри. До куѓа да. Ќе се видиме за скоро. Да. Тоа беше, тоа звучеше многу језиво. Ке се видиме за скоро. Знам кај живеете и ќе се видиме за скоро, верувај. Ќе ви пишам. Специфично ти знаеш за кој збор. Ти, тој. Тој добри. Тој со косата. Тој со вегит. Тој со вегит. Многу пописи го кажувам. Може имат 1000 устори, но истина се осеќам лошо. Да. Срам Ти да со се- вегит. Ти со вегит. Тој што репа. Не тој. Немирене ти во вклеп пресува бит. И ми не ме виновен, не сум ја крив што демонстрирам. Редок стил на ракот вредност има све ревност. И на ритам ова него стига никад никој. Пак исто и втори ден отидовме на мейн и таму останав. Пошто друго Ја. онак. Па не Исто- имавме време basically со Да, дистанца и све да. кога да ги слушаме сите и main stage останавме. Main stage за втор ден Чиста околина отвара. Стварно, чиста околина? Holy shit, чек, чиста околина, holy shit, тоа беше добро. Да, тоа беше. Тоа беше actually- fucking добро. Тоа беше actually добар настап. Не ми се верува каков настап беше тоа. Ја бев хајпнат од почеток до крај. Да, стварно. Legit предобро. Шотот мојот бас беше таму на бино. Да, Лука Извини, мојот свиреше бивши бас, басот мојот на бивши пера. бас. Да, и Лука беше со нив на Да, и бина. Лука. Кико од светлост на тапани. Со добра комбинација, кога не беше само Ја. знаеш позадина музика, вие на Да, како имаш actually инструменталки и све тоа беше како да кажам, се осеќаше басот, се слушаше и Да, басот и тапанот тапанот и се, да, многу ама и беше- светлото беше О. добро, атмосфера беше избилдана, рапот. Флоу, сите има да, предобро. излеза Тина од Бернес за една песна. Holy fuck, да, тоа не го очеков. Знам кој си избаци, кога Андреј беше, брат, Тина ја вика. Да, не Тина. Или ти ми кажа така. Не знам, можда ја или па. Да, сигурно. ти мисля дека ме таму, брат, Тина, ти од Бернис. Не знам кога се каже песната чиста пропаганда или нешто така. А, не ми текна. Чисто И мојта истила на топа таквила. Ме, опасник очивава без расура. Ме, крик друго вака. Хладно пиво беа? Не, тоа е последен. Чекај, подека кај се падиш. Culture Shock. Типците со виолината и со
брадестиот тип со... Едно нешто ќе кажам за culture shock. Ако постои, мислам, ако има манифестација на терминот overstaying your welcome, тоа се culture shock. Да, ептен забега. На вистина забега, од сите настапувачи највеќе свира, најдолго. Као не знам, ако сите просечно 30 минути настапува, ни настапува као 45 до 50 минути. Да. И at some point веќе ти се смачува. Као супер беше виолината, вокалот беше интересен, навистина добра атмосфера града, ама таква атмосфера на вистина трае само 30-40 минути. Да, максимум. али вајде за фанови, не знам, вајде имале поише... Пошто се, некој ми каже дека се од Босна, усвари. И као демек, вајде ги знаат повеќе, пошто имаше гужва ептен. Мислам дека дури поише од чиста кога Да, имаше, ама... се собраа луѓе. Не, Али да, малце забега и ако не ги знаеш, вајде скурчува многу брзо. Пошто и тие беа некако репетитивни. Ја очекував некој металкор, нешто такво еджи страње, кај што ќе има шутки од 15 годишни купелјаци. Ама не, испана малце, нели на Балкан што го прават скоро 90% од бендовите, кај што мешаат традиционално со нешто ново. со рок или метал. Со рок или метал и овие малце влегува со виолина, ама виолиниската беше стварно Не, многу добра. Виолината беше најдобриот дел, мислам. Да, да. И мислам дека пејачот тој типот носеше килт или како Да, фуста. пејачот носеше килт, имаше трампет, на трампет свиреше, точно. имаше саксофонистка. Тоа беше weird, ама Добар ансамбл, али... добар ансамбл, ама време траењето беше проблемот. Да, и малце Ја искивирав на, не знам, при крај, При као крај, да. киднавме с нема, се врати после некој време. И тој беше многу таков театрален, кој ептен, кој оперски више О, дури. да, и нешто држеше лекција за колку е лоша дрога. Да, нешто такво беше. Минута две рент за наркотици и све, бев као, окей, кул. Јоп. Парк Шема, ден 2 на Дфест. Тука сме со. Ива Ташовска. Како ти правиш до сега на Дфест? Одлично, преубаво. Што видеш што е највајде до сега? Кошин, лайв. Кошин? Да. Добри. Да, drum and bass. Некои други што чекаш сега за вечер? За вечер? Никој? Никој после. Амфиса. Амфиса. Да. Тоа беше диџејката, така? Да, лепотица. Би доаѓала пак. Да, секоја година. Супер. Како не појаш или како сакаш од сега? Па, тоа е прв пат после 2019 што доаѓам, така да. Слушаш Парк Шема? Да. Е, да. Ова кеп. После имаше некој Јура, екс Ю малце, што мислам да ги скипнав ми се. Ја ги, сите ги скимнав. Не, се пребацивме тогаш као на Лекови. Можно е, да. Тогаш отидовме на Лекови, тоа беше веќе диџеј некој што пушташе, ама не ми тоа кој беше тоа време. И после овие бучкесиви од, само да кажам, Србија или Хрватска. Ке беа, мада не, им знам една песна, онага што им е најпопуларна, мислам дека за краја остаја. Интересни беа, као поп-рокиш би ги кажал. Is окей. Ко свемир, ко нешто, ама по не знам како да кажам, поп. Поише поп него психоделија, би рекол. Беа фани. Последно беше Анфиса да Анфиса Литиаго. Мислам дека не ја Ја фативме и не за да. Да. Но беше окей. Ја Као, не очекував нешто. closing DJ. Читав интервјуа од нејзе као што ги има дал на 2019, 20, 21, така се рекол, многу е, како да кажам, generic DJ. Да. Кој ти е најомилен албум што ти нема инспирирано? Homework од Daft Punk. Well, fuck you, сите имаат инспирација од Daft Punk, као од Homework, ама не, окей. Тој беше со Around the World или другата? Не, Homework е најпрвиот, као 97. Аха. Around the World е, би рекол Discovery, или Discovery или Human After All албумот. Не, може да е Discovery, да. Yeah. И трет ден, недела, исто преку ден мислам дека пак не фативме нишко. Не, Дина ја фатив. Дина ја фативме денски и Пијан Слави. Да, не и беа Пијан многу Слави. cool. Very nice performance. Не сум ја слушал Дина лайв до сега, Да, али стварно ја. беше фан. Како да кажам, знаеше да држи заинтересирана публика, така да се заебава, да се смешка. Тоа многу ми се свиѓа кај настапувачи, кај што во текот на настапот меѓу песните кои се знаа се позаебава да си направат моабет нешто. Да, бе, не е толку сериозно. Да, не е сериозно, не е мртва тишина, ај следна песна. Да, и беше кога свиреше некои unreleased ствари. Ау да, Кажа имаше идеме unreleased, кај ја. ова ќе биде, знаеш, уште не
пуштани се, да. Ја. И вечерта пак на мейнстейдж мислам дека повеќе скипнавме и останавме на Жу на крај. Што беа Марки Рамон, не ни памтам дека го видов. На паркингот седевме. Вајда паркинг, да. Хладно пиво. Не. Generic XU Band број 782. Констракта беше окей. Мислам дека при краја фативме. Онака беше. Ја не чујам ништо освен песната за Евровизија и као песната за Евровизија е добра. Да. А другиот материјал ми е окей, онака. Ама многу влегува на констракта него. Кој и констракта сега со песнава растори, брат, и сега кида стегда сега. Мислам окей е. Мислам за нејзо е супер, на крај на денот. Да, ама оно многу лепка некој ја не е толку, мислам, не знам за мене, кој не е некоја вау. Ја. Кој птени испо хајпа и на фестивали оваму таму, не знам, окей. Пошто малце поразли нели за Евровизија, пратиле некоја песна што не би ја пратило Србија, сегаш би ја пратило Финска или нешто која правеа она дев металот или некој. Феминистките крена. Не знам као, знаеш, малце е поразлично и окей, sad ми се свигаше песната, али мислам дека оверхајпа. За фестивали, за пошто луѓе не ја знаат освен тоа. Ја прв чувствувам за сега? Да, ја имам чуено порано, имаше и порано некои такви out there спотови и песни, интересни се. Али на крај на денот направи добра атмосфера, иако не ја знаеш. Не, окей, беше другите атмосфера, песни, ти како го дисен. Дисен беше. Жу беше добар. Жу беше многу добар. Мада што рекол дека се поише луѓе, све дека еден гледав на бин. Па не, еден типат се, ама како цел тим имаше. За светло и се добро. Жу многу ми се свигаше мене. Да. Као, дури ме зачуди, мислам дека една од првата песна што ја пушти на настап, ќе најдеме на пост, ќе ја ставиме, ама мислам дека у игри имам чуено. Да. Као има ставено некој саундтрек на некоја игра. И плюс пеењето, као во првата песна ставено нешто како хорско пеење или како Christian choir singing. И одма ме штрекна, као нека правам обед со некој. И он каже ја пушта песна со уј, чекај малку, what? Овие чуено у игра, what? Скроз си истрипав. Али популарен некој, има доста такви некои хитчиња. Ко не дека само, знаеш, нели диџеј, обично диџеј го гледаш лайв. Нема да кажеш и песна во диџејов. Туку само диџејот е битен, да, не има дискографија. некои песни кои ги знаеш, или вајде и поше како продусер и се тоа. Кој си прави Као продусер не го знам толку. Така сваќам, али не знам, може и не. Али да, добра атмосфера и добар крај, барем на мейнстейдж, пошто последниот ден беше единствениот ден кај што после мейнстейдж имаш уште настапи, на Лейковик беше сега. Да. Као трап вечер најавена со Смок Прп и со многу. Почна некој во исто време иначе свира и многу луѓе, али да, Смок Прп беше крајниот, као затворот, што 2 сат почнал. А Манучо? Ману Чао позади бина само да го гледал и слушал. Илон, Баша, Секси Марси Бонбрески за добро, Young Daddy, Shorty PR и Скреч и последен Смок Прп. Али беа многу хајпнати кога стигнавме, птен беше фул онака, барем за Да, не таа можеме мала да влеземе, бина. мислам дека. Не ни влеговме, че не можеш да влезеш као. И немаше логика зашто ја спремиле таа бина за таков лајнап на трапери, што знаеш дека повеќе луѓе ќе ти дојдат. Па вајде и по таква атмосфера сака, знаеш, кај што ќе се, знаеш, Збиено гушење, малање, да. Headbanging, да, све тоа. И добро беше. И Смок Прп, пошто малце опаднат, мислам дека, пошто песни у глобала со Lil Pump и све тоа. Да. Као пушташе и такви некои Мо Бамба или не знам, некои такви трап хитови што повеќе да ги знаат, сите ги знаат. Беше окей. И да, направи атмосфера, али it was fun, последна вечер, до 5 са бајле, сигурно траеш. Сигурно траеше по 60 фен, ја да спиеме. Да. Дошол вожња следен ден, одговорности као еден адулт. Поздрав, утре готово, толку беше. И тоа, не знам, глобала окей, као, мислам дека треба да решат некои ствари со Организација, дефинитивно. и со организација на артистива. Созреани парови викаат комуникација. Комуникација. Најбитно е комуникација во една key. врска. Ја. Тоа требаше да го има, го немаше, ама окей, се дешава што се дешава.
окей атмосфера, како што викаш, окей искуство, фан, како да кажам, као публика, pretty окей, pretty фан. Да. Као технички дел од фестивалот, Not so much. Али, Али, да, тоа се артистите треба нешто да направат. Мислам, боја да ги интегрираат некако. и да не ставаат луѓе ама во и да 11 рачуна на fucking жанри и као хайп левел што се дешава, да не се деси нели ова за Даго, Да, па идеш Джулиан Марадешо е прелаба. И вака ќе те наместам. Што ќе ме наместиш? Следна епизода ваква лаба, Аха. ќе збориме за Hellfire од Black Midi. Дали се ни пари сакаме да направиме. Тие што слушаат Black Midi, вај да знаат што се дешава, са им искочи веќе албумот. Не, Hellfire искача на 15 за 4 дена. Е, па добро. Да, правиме нешто такво. Ам, И тоа. Знам дека ни фалевте. Тоест, Ви фалевте. Систри-пап. Знам дека ви фалевме. Немаше многу време, не бе гоуснавме, на вистина не беше тоа. Некои лични ствари се дешава, ако self-discovery и слично. Во Индија бевме, као со некој гуру да се запознаеме и све. Ни кажа као боја подкаст. Да, и сега многу повеќе сме вложени во јога и во здраво јадење и све. И не сме толку токсични партнери. Еден барем не е толку токсичен партнер. Да. И се надеваме дека ќе не слушате, имаме неколку екстра епизоди спремање. Ќе биде фан, мислам. Следна епизода најава сега Дарко Половски Пудоздалц. Јоп. Малце хајп. Малце Овој хајп. петок. Ки искача. Се надеваме дека ќе ви се свиѓа. Ако не ви се свиѓа, еднako Вардар Фрдет. Парк Шема. Посебна импресија епизода за прв пат. Парк импресии. Парк Шема импресии или Парк Шема импресија. Парк Шема импресии. За прв пат, а можда и последен пат не се знае. Немој Ќе тако видиме. зло да збориш, ово ми се свиѓа, ово ми е интересно. Ке ни кажат газите на скала. Дали ќе идеме или не. Ќе одиме на здраво млади. Да. Следна Парк Шема импресија здраво млади. Може, дефинитивно. Одлично. Имаме земја Што преса. карти Ама чекај, ние ќе пишеме или они ќе ни пишат, ќе чекаме, ќе бидеме шмизли. ќе им пише. Ке им пише. пишеме, Овој да. пат дие ке им пише. Да. Овој пат се потпишува договор. А? Овој пат ќе потпишеме договор, да. ако треба. И тоа, Парк Шема. Се гледаме и слушаме нареден пат. Па.